по повод Светскиот ден на книгата и авторското право. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје со низа настани го одбележува денот. На оваа тема зборуваме со Јовица Никчевски, првиот човек на Националната и универзитетска библиотека. Добро утро и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро и на вас, добро утро на вашите гледачи. Во пресред на денешниот ден, изминатава недела, наистина на убав начин го одбележавте овој ден на книгата. Што се ќе се случува денеска? Најавени се тури во Националната и универзитетска библиотека. Да, како што спомнавте, ние веќе многу порано ја започнавме оваа прослава по повод Светскиот ден на книгата и авторското право, односно веќе од 20 бевме со штанд излезени на улица Македонија, каде што продававме, дониравме книги, дававме бројчиња за нашата лотарија. Меѓутоа, централниот настан, главниот настан од одбележувањето е денес, токму во новата мултимедијална читалница и во новиот дел на библиотеката. Започнуваме еден убав настан од 10 часот, инаку официјалното отварање ќе биде во 11 часот. Се обраќаме јас и амбасадорот на Шпанија, бидејќи овој настан традиционално го организираме со шпанската амбасада. И потоа продолжуваме со настанот, имаме организирано 4 типа на тури во библиотеката. Тоа е нешто што првпат се организира во библиотеката и е нешто што мислам дека секој што е заинтересиран како функционира библиотеката и што се случува позади она што од надвор се гледа во библиотеката, треба да го посети. Имаме 4 типа на тури, како што спомнав. Првата тура ни е општа тура. Во таа општа тура корисниците ќе имаат можност да се запознаат со историјатот на библиотеката, начинот на функционирање на библиотеката, како се ускладува материјалот и целокупното функционирање всушност на библиотеката. Турите се негде од половина час до 45 минути, тоа ќе биде во зависност од интересот на групата. Втората тура ни е микрофилмска тура, така наречена микрофилмска тура. Таму за прв пат нашите корисници и љубопитните ќе имаат можност да погледнат низ нашите читачи на микрофилмови. Тоа е нешто што не враќа назад некои 50 на години, кога тоа било актуелно, апсолутно, бидејќи станува збор за материјали кои што Националната библиотека ги нема во хартиена форма, меѓутоа нашите претходници, односно вработените во Народната библиотека, тогаш оделе надвор од Македонија, снимале, фотографирале, се со цел да остане тоа и да го добиеме како материјал, и тоа ќе биде на некој начин приказ на таа микрофилмска збирка која што ја поседува Националната библиотека. Третата тура е една многу актуелна тура која што не отсликува како национална библиотека, тоа е Центарот за заштита. Таму ќе имаат прилика да се посети лабораторијата за конзервација и реставрација, ќе имаат прилика да се види книговрзницата и тоа е можност да се види како ние го враќаме сјајот на старите и оштетени книги, како се конзервираат, како се заштитуваат. И четвртата тура, она што е најмодерно, што е најактуелно сега, е моментот на дигитализација, односно посетителите на таа четврта тура ќе имаат можност да се запознаат со начинот како станува еден дигитален објект, односно како од хартиена форма го претвараме во дигитален објект, како се внесува во нашиот систем, се додаваат метаподатоци и се става на нашата дигитална платформа. Тоа е до 17 часот, потоа од 18 часот веќе имаме една лотарија, како што ја најавувавме во изминатиот период, и започнуваме со еден забавен дел, имаме 4 диџеи ангажирано и забавата ќе трае до 22 часот. Постојано ќе имаме изненадување, имаме лотари, имаме награди, ќе делиме промотивни материјали. Еве покана за сите ваши гледачи, може и да дојдат и да си одберат книга, можете и да дојдат да си купат книга, имаме изложено капитални проекти, имаме проекти од издавачката продукција на библиотеката, така да мислам дека ова ќе биде стварно еден фантастичен настан, преполн ден, 12 часовно одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право, и морам да кажам, не запираме само денес, него продолжуваме и утре, исто во одбележување на овој Светски ден на книгата, заедно со Францускиот институт имаме организирано од 13 часот во Центарот за конференции и студии една книжевна средба. Вистински маратон за сите кои што ги сакаат книгите, се разбира. Не е прв пат да организирате вакви убави настани кај вас. Која е целта? Промоција поголема на библиотеката и подостапно за сите граѓани и за младите, се разбира? Апсолутно. Нашата идеја, нашата цел е да промовираме Националната библиотека.
во секоја можна функција. Значи не само како библиотека која што издава книги, нели, кога прво ќе спомнете библиотека, добивате идеја дека доаѓате, зајмувате книга, земате, читате и ја враќате книгата. Не, нашата библиотека како национална библиотека на Република Македонија има многу повеќе функции. Таа е матична библиотека која што ги образува сите библиотекари во државата, потоа имаме заштитарска функција, како што спомнав, кај нас доаѓа целиот задолжителен примерок, се што се печати во државата, од секаков тип на публикации, така да сето тоа сакаме вака да го испромовираме, да го спакуваме. И она што е за нас многу интересно оваа година, излеговме со еден хаштаг, со едно лого, скролај, листај, читај. Значи, зашто е такво логото? Бидејќи за нас не е само книга хартиената книга. Иако морам да кажам, иако не сум библиотекар, доаѓам од редовите на библиотеката, книгата како книга во хартиена форма за нас е незаменлива. Меѓутоа и дигиталната книга, односно електронската книга е книга. И дали вие ќе читате електронска книга, дали ќе читате во хартиена форма, битно е да читате. Токму затоа логото на овој наш настан, на целокупното одбележување беше скролај, листај, читај, да промовираме книгата во секаква можна форма. Започнавте со акција за заштита и промоција на стари ракописи. Колку се заинтересирани тука граѓаните? Апсолутно, морам да кажам дека многу пријатно сум изненаден од одзивот на граѓаните, како таа акција најде вака на разбирање кај граѓаните. Пред се идејата со таа наша акција беше да го евидентираме оној библиотечен материјал кој што не знаеме дека воопшто постои во државата низ годините, а морам да кажам дека Македонија е пребогата со различен тип на материјали и да ја вратиме довербата меѓу народот, кај луѓето, дека Националната библиотека не конфискува книги, него напротив, ние ќе излеземе во пресред да помогнеме да се заштитат тие книги, да се дигитализираат, да се евидентираат, чисто да имаме информација. За мое огромно изненадување, веднаш од како го објавивме повикот, веќе другиот ден, во 8 часот, доаѓајќи на работа, ме изненади една господја која дојде и сакаше да ни донира книга, да ја прикаже книгата, да ја видиме што е, како е, станува збор за книга од 1880 година и ја остави книгата во Националната библиотека. Имаме во понуда веќе и неколку други книги, имаме и ракописи, меѓу нив прочитав еден мејл кој што ни стигна дека имаме во понуда некои 5 словенски ракописи, што стварно тоа не импресионира вака на тој одзив граѓаните да излезат позитивно. Се надевам дека сето тоа ќе успееме успешно да го изреализираме, да ги селектираме книгите. Се надевам дека и бидејќи имаме во понуда и доста понови книги, претпоставувам дека нашите граѓани мислат дека и книгите кои што се од 1950-1970 се стари книги, тие за нас не се стари книги, реално да кажеме. Продукцијата што е од Слободна Македонија навам од 44-та Националната библиотека ја поседува во целост. Така да тоа не ни е предмет на интерес, морам да кажам. Меѓутоа, се надевам дека ќе произлезат добар дел на книги и ракописи кои што воопшто не знаеме дека постојат. А веќе праксата покажува дека имаме таков наплив на книги и на такви понуди. Приказната за Националната библиотека започнува никаде пред 1 век и навистина од големо значење за нашата држава. Така, апсолутно. Приказната на Националната библиотека започнува заедно со приказната за Филозофскиот факултет, односно 1920 година. Започнува со една уредба од тогашниот крал Петар I, бидејќи тогаш државата, односно Македонија, била како дел од кралството на Југославија и се констатира дека има потреба во Скопје да се формира одреден факултет, бидејќи не постои, се формира како прв факултет Филозофскиот факултет со уредба на тогашниот крал, како што спомнав. И веднаш паралелно со факултетот се формира и Националната библиотека. Она Национална библиотека која што ние сега ја знаеме, се формира како факултетска библиотека, меѓутоа не застанува со својата функција како факултетска. Таа веднаш добива некаква функција на јавна библиотека уште во 1921 година. Со самото формирање таа добива голема количина на средства и најголемиот дел од кредити кои што биле наменети за Филозофскиот факултет завршувале во библиотеката за набавка на материјали. Така Скопје добила својата прва јавна библиотека, така Скопје добива својата прва универзитетска библиотека на некој начин. Низ годините таа успева во 41-а се трансформира како Народна библиотека и продолжува со својата функција по ослободувањето на Македонија, продолжува да функционира како Народна и универзитетска библиотека, универзитетска за Универзитетот Свети Кирил и Методи,
И до ден денес таа е и Национална библиотека на Република Македонија согласно законот и продолжува со своите функции како со презентација на материјалот во државата, така и надвор од државата. Изминатиот период се посветивте на патување и презентација, се разбира, на нашето културно наследство надвор од границите на нашата земја и остваривте меѓународна соработка. Апсолутно, да, ние сме скоро секоја година присутни надвор од државата, гледаме да покриеме се што можеме да покриеме, нели, да создаваме партнерства надвор од државата. Оваа година успеавме исто да се презентираме на меѓународниот саем на книгата во Лајпциг во Германија. Тоа е стварно еден извонреден саем, мислам дека е можеби вториот саем по големина после Франкфурт во Европа. Таму се представивме со издавачката продукција на Националната библиотека и издавачката продукција на Министерството за култура, односно финансираните примероци кои што ги финансира Министерството за култура и туризам како проекти од национален интерес. Меѓутоа, тука ние не застануваме, продолжуваме, имавме прекрасна конференција минатата недела во Бања Лука на тема имплементација на вештачка интелигенција во каталогизација во публикација, така да продолжуваме на сите тие можни теми што ги опфаќа Национална библиотека во промоција на културно наследство, во промоцијата на нашиот библиотечен фонд и нормална размена на искуства со останатите библиотеки. Богатото културно наследство, се разбира, го чуваме од заборав и вистинска можност еве и денеска и во текот на наредните денови да ве посетат сите кои што сакаат. Верувам дека и учениците се заинтересирани за ваквите тури. Да, апсолутно. Учениците можеби овој ден некако ни се и најзаинтересирани, морам да кажам. Имаме веќе најава од 120 деца од основни училишта, имаме негде над 100 деца од средните училишта од градот Скопје. Зборам тоа што се веќе официјално потврдени тури, а онака што ќе дојдат рандом, тие што ќе дојдат нели адхок, сите се добре дојдени, така да верувам дека денес ќе имаме преполн ден. За сите дечиња следува изненадување и морам да кажам веќе кога сме кај децата од 13 часот имаме еден интересен настан, односно ќе имаме изведба на избор од македонски драми од дечињата од основното училиште Круме Кепески. Имаат многу една интересна драмска секција, морам да им честитам на нивната наставничка по македонски јазик и тоа е нешто што, бидејќи присуствував на пробата која што се одвиваше кај нас во библиотеката, не треба да се пропушти. Стварно се феноменални. Ке продолжи ли ова убава традиција и во иднина и да ги најавиме следните настани за периодот кој што следува? Да, апсолутно. Значи, ние како Национална библиотека, меѓу другото, една од основните функции нас не е да го промовираме библиотечниот материјал со кој што располагаме. Како прв настан морам да го кажам што ни доаѓа е нели 5 мај, денот на македонскиот литературен јазик, така да еве најавувам една изложба, повторна изложба со дел од нашето културно наследство, изложба која што не треба да се пропушти. Тоа е нешто што вака ќе ни биде најбрзо. Јуни имаме изложба надвор од државата, се надевам дека ќе успееме за брзо време да реализираме, тоа ќе биде во соработка со Министерството за култура и туризам во Словачка, поврзано со словенските просветители Свети Кирил и Методи. За 24 мај исто планираме изложба, така да следува еден период на богати настани во библиотеката. Да, убави настани, се разбира, отворени за сите кои што сакаат да ве посетат. Благодарам многу на одвоеното време и бидејќи секогаш сте вака наши гости кога имаме убави настани и ние, се разбира, во иднина да ве посетиме и направиме една убава репортажа од вашата убава библиотека. Ви благодарам на интересот. Добре дојдени сте во секое време. Благодарам уште еднаш.